И јавноста, пред се микро и малите бизниси, но и сите граѓани кои имаат дополнителни приходи над 2 милиони денари, денеска не можеа на собраниската седница на Комисијата за финансирање и буџет да ги слушнат аргументите на опозицијската алијанса за албанците на Зијадин села, зошто овој праг би требало да се зголеми. Од алијансата се обидоа да предложат оваа сума да биде врзана со износот на минималната плата, односно да се утврдува на 138 минимални плати. Ова би значило дека во моментов овој праг би бил над 3,6 милиони денари. Немаше расправа за овој предлог, бидејќи пратениците од владеачкото мнозинство не гласаа за дневниот ред. За Илире Даути од Алијанса, ова само го покажува нефункционирањето на собранието. Po ju drejtohem sinqerisht, a nuk ju vjen turp? A nuk ju vjen turp silleni kështu me 165.000 të punësuar në mikro-ndërmarrjet? Unë kam pritur realisht që këto dy propozim ligjet, por edhe të tjera të jenë të propozuara nga ana juaj, sepse ju nuk mund silleni se nuk e dini se për ta blerë të njëjtën sasi buke sot, nevojiten më shumë para se sa në vitin 2020. Ju nuk mund silleni sikur nuk e dini se për ta blerë 1 kilogram mish nevojiten 120% më shumë para se sa që u duheshin në vitin 2020. За пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ Бојан Стојановски, негласањето на дневниот ред не е преседан, туку е опција која постои со новиот деловник. Ова го потврди и неговата колешка од СДСМ и председателка на комисијата, Сања Лукаревска, која дополни дека со ова негласање на дневниот ред, предложените измени на двата закони за ДДВ и законот за добивка нема да се најдат на дневниот ред на пленарната седница. Инаку овие двајца пратеници сложно со исто одговор на новинарско прашање, зошто од 2020 година до сега, кога нивните партии беа на власт, иако во програмите им стои зголемување на прагот за ДДВ обврзник, не го сторија тоа. Бидејќи се наоѓаме во една економски комплексна состојба, која што ние по нејзиното анализирање, а и тоа беше ветување кое што треба да се имплементира во текот на целосен 4-годишен мандат, така да во моментов кога ќе застанеме институцијата на нозе, управата за јавни приходи, секако дека ќе пристапиме кон исполнување на тоа ветување од граѓаните. Меѓутоа, да не заборавиме дека имавме повеќе кризи кои што пред се направија соодветни економски поместувања и веројатно заради тие причини не се успеа да се стигне да се реализира тоа зголемување на прагот, иако во разговор со сите засегнати страни, значи бизнес заедницата, коморите и така правните лица, ова законско решение сметам дека треба да го види светлото на денот. Инаку од Алијансата во пакет со измените на законот за ДДВ побараа измени на законот за данок на добивка, со кој прагот се зголемува на 4 милиони денари, со што многу би им се олеснило на малите компании во кризни времиња.